Добар ден на сите, користам оваа прилика да соопштам дека и синоќа изванично се потврди мојата кандидатура за кандидат за градоначалник на Скопје и листата на советници чиј носител е Софија Куновска, и од денеска и официјално и законски влегуваме во трка за победа во градот Скопје. Ја користам оваа прилика да потсетам дека за жал во изминатите 4 години се создадоа многу ѕидови во градот Скопје. За жал се создаде ѕид кон спомените и минатото, кон блиското минато. Еден таков е заборавањето дека 2013 година е 50 години од трагичниот земјотрес во Скопје. Недозволиво и срамно градот да не го обележува тоа. 2013 година требаше, а после победата моја и на листата за советници, и ќе биде година повторно на солидарноста и повторно Скопје ќе биде град на солидарноста. Затоа, веднаш после победата, ќе отвориме меѓународен конкурс, каде што најстручните луѓе, онака како што пред 50 години направија, ќе тргнат во решавање заедно со граѓаните на Скопје, во градење на нова визија, а ќе го отвориме конкурсот за изградба на плоштад на солидарноста, кој што ние скромно сме го замислиле да изгледа вака и сме го проектирале, што не значи дека на меѓународен конкурс нема да добиеме поубаво, помодерно или постручно решение. Ние мораме тоа да го почитуваме и мораме да ги почитуваме земјите кои што во 63 година први пристигна овде и помогнаа Скопје да изгледа убаво и модерно, а не онака како што за жал е ситуацијата сега. Ја користам оваа прилика да ве поканам утре во 12 часот во универзална сала на промоцијата на конвенцијата моја за кандидат за градоначалник и на сите кандидати за градоначалници во градот Скопје. Благодарам. Господин Македулев, дали се договоривте со ВМРО ДПМН за заеднички настав во Струга и Кичане? Па јас колку што знам, синоќа се поднесени листите, но ќе ве замолам во изборниот штаб за поконкретни информации и детали околу целиот тој процес.